Со цртање во природа на Штафелај, децата од трето оделение од основното училиште Сандо Масев од Струмица со цртежи ги одбележаа пролетните денови. Овој настан се одржува традиционално секоја година во соработка со Домот за деца и млади Благо Јанков Мучето. Денеска имаме настан, соработка со децата од трето Г одделение од основното училиште Сандо Масев под раководство на нивната учителка Совче Калајџиева, а овој настан го организираме ние, Домот за деца и млади Благо и Мучето. Овој настан не се одвива прв пат денеска, тоа е настан кој што се одвива традиционално секоја година по повод доаѓањето на пролетта. Значи ние стандардно се трудиме да ги одбележиме одредени настани, одредени убави настани кои што се и секојдневие и даваат убавина и го разубавуваат секојдневието. Но оваа година од оправдани услови ради пандемијата, една причина, друга причина што пролетта некако дојде измешано и не беше временските услови не беа баш погодни, па затоа искористивме и решивме сега кога времето е погодно и убаво за цртање, да цртаме на отворено. Бидејќи овој настан е точно и така насловен, цртање на отворено, кој што такви настани во нашата програма имаме неколку. Досега ваквите настани биле организирани само со децата од 6 до 9 оделение, додека веќе се вклучени сите кои имаат настава со физичко присуство, вели директорката на Домот за деца и млади Благо Јанков Мучето. И уште една измена имаме оваа година. Досега работевме стандардно со поголеми ученици од 6 до 9 одделение, со децата претежно кои што членуваат во ликовните секции кои што се дел од сите основни општински училишта, но решивме да правиме промени, како што реши пандемијата, короната да прави промени со нас, ние решивме да правиме промени и ние да се прилагодуваме на неа, за да можеме да работиме, да бидеме општествено корисни и за да може децата да бидат активни. Сега веќе ги уклучуваме сите деца кои што имаат физичко присуство, имаат физичка настава. Протоколите кои што ги дава здравствената организација, секогаш водиме сметка за тоа. Во моментот е извадена мојата маска додека зборувам, меѓутоа децата кои што цртаат носат маски, исто така како што носат и за време на наставата, се оддалечени еден од друг и мислам дека ќе биде задоволството од денешниот настан обострано, бидејќи ќе имаат можност да работат како малте не прави уметници, бидејќи работат на хамер поставен на Штафелај и работат со бои кои што се нешто приближно на акрилните бои, тоа е сув пастел, кој што е навистина добра боја за работа, практична и сега нивните мали раце ќе го насликаат она што тие го перципираат како пролет. Директорката Мазгаловска Вучетик вели дека настанот, иако се одржал на отворено, сепак ги почитувале сите протоколи како што се дистанца меѓу учениците и носење заштитна маска. Воедно, денешниот настан цртање на отворено е дел од програмата со кој градот Струмица конкурираше за град на културата.